Gdje ispijam? Yavaş be! Yavaş! Muharrem Bey, biri getirdi bir çuval buğday. O biri getirdi bir çuval şavda. Таков ти е, Muharrem Bek. Je otepao ženата za ništa. Jordane, zašto ne go tepam? Sa to ne rešava me ništa, Nikola. Će dodati mnogo drugi. Takva akcija može da predizvika golema đurultija. Jordane, ako сега му простиме, той ќе продолжи да го прави истото по навика. Da to tuče samo kuršom. Јас реков не. Утре Muharrem Bek доаѓа да го собира десетокот по цело Малковица. Може да му се случи нешто по пат. Може, брат. Само кој да го остори тоа. Што велиш, ќе дојде, ќе зема, ќе граба, ќе тепа, ќе земе што му душа сака и ќе си оди. А ние можеме да се одиме на то по ракија. Колку умина има со него? Само двајца. И сега? Да го видиме сега Muharrem Bek. Aman efendi! Ben kabahatli değilim. Aman efendi ben kabahatli değilim. Ben hiçbir şey yapmadım vallahi aman efendi. Yapma ben hiçbir şey yapmadım vallahi aman. По убиството на Muharrem Bek, Јордан Пиперката се враќа во Софија и таму останува се до 1900 година. По консултациите со задграничното представништво на Македонската револуционерна организација, Јордан започнува да прибира борци за враќање во Македонија. Така под раководство на Петар Ацев, во јули 1900 година од Софија за Македонија тргнува првата чета.
Каде сте тргнале? Каде сме тргнале? Маки, Ристосови војводо. Од Охридско сме. Аскерот с Бесна. Не е време Евангелија да се пее, оче Попе. Току пушката треба да запее. Себе си пушка, а Евангелието стави си го в торба. Со Евангелие Турчин не се брка. Гледаш и самиот. Аскерот селото ви го запалил. Вас ви истерал. Ние овде во Демирхисарско не даваме ни едно село да изгори. Имате ли храна, Попе? Имаме троа, колку за детево и за жените. Никола, дај од легот. Земете и поделете, ајде. Спровајте, војводо. Спровајте. Здрав и жив да си. Луѓе, ајде, одиме. Одиме, ајде. Соочен со тешката положба, единствен излез од состојбата е организирање и вооружување на населението. Така што на Конгресот во Солун во јануари 1903 година е заклучено во окрузите да се одржат конгреси и подетално да се разгледаат условите за востание.